тема која што ја најавивме, имено недостигот на работна сила и потребата за флексибилно работно време, можеби најмногу ја отвори потребата да се зборува за законот за работно ангажирање. Некои од дејностите кои што беа истурени како најголема потреба за работна сила се разбира се угостителството, туризмот, па и земјоделието е за се во ова. Разговараме о продолжение. Ленче Коцевска е наш гостин денеска, таа е државен советник за креирање и развој на политики во Министерството за економија и труд. Добро утро. Добро утро и вам и на вашите гледачи. Најнапред би сакала да се заблагодарам на поканата за учеството во вашата емисија, како и за можноста да говориме на темата односна за новиот закон за работно ангажирање на лица. Неформалната економија за жал е присутна во сите дејности. Многу лица кои што се вклучени во пазарот на трудот работат на неформални работни места, непријавени, со никакви права и никаква заштита. Затоа, една од причините поради кои што и беше донесен законот за работно ангажирање, токму е тоа, односно формализирање на неформалната економија и задоволување на потребата на работодавачите од работна сила. Истражувањето и анализите кои што беа направени претходно кажаа дека во одредени дејности, како што се земјоделието, како што и напоменавте, угостителството и туризмот, има најголем број на непријавени работници и заради тоа при донесувањето на законот земени се овие три дејности во кои што сметаме дека има најмногу лица кои што се наоѓаат во така наречената сива зона, односно во сивата економија. Законот за работно ангажирање на лица е донесен во мај 2025 година, а стапи на сила 1.1.2026 година. Значи веќе во сила имаме еден закон по кој што сите оние кои што сакаат да се вклучат на пазарот на трудот можат, односно да бидат работно ангажирани, и законот предвидува ангажирањето да биде повремено и сезонско во одредени дејности. Значи, со овој закон се дава можност на сите оние лица кои што сакаат да работат сезонски, било тоа да се вработени, невработени, пензионери, студенти, да можат да се вклучат на пазарот на трудот и при тоа да не ги изгубат своите права. Сега, убаво спомнувате на кого се е дадена можноста. Сепак споменуваме и сектори каде што ако има најмногу работници кои што се непријавени и така натаму, има најголем и недостаток од работници. Постојано се изложени тие сектори како сектори каде што има најголем недостаток на работна сила. Ставени се дури во ситуации да треба да увезуваат работници. Сега, зошто не ние тука да ја разбудиме свеста и зошто не тука да бидат вклучени дури и помладите, па и додека студираат. Објаснете ни убаво, особено за оние кои што додека студираат, додека го завршуваат дури и основното образование и средношколците се вклучени, како тие можат да бидат и вклучени како работна сила, но од друга страна да бидат и заштитени како работници, го завршуваат се уште нивното формално образование. Така да. А како што напоменав, законот предвидува да може да работат сите оние лица кои што сакаат да се вклучат во процесот на работа, меѓу кои се и студентите. Сите ние знаеме дека студентите најмногу се вклучени во угостителството, работат како шанкери, како келнери и така натаму. Сега со овој закон им се возможува да тие можат да работат во една легална и точно уредена постапка, со точно утврдени права и обврски, кој што е предвидена во Законот за работно ангажирање, и оно што е најбитно, нема да ги изгубат своите права. Например, ако студентот прима стипендија или некое друго право од областа на образованието, и понатаму ќе продолжи да ја прима. Приходот кој што ќе го добиваат нема да биде основ за губење на тие права. Како се тие заштитени? Заштитени се со тоа што во законот точно се уредени нивните права и обврски. Тие ќе добиваат надоместок. Надоместокот ќе се плаќа на час, значи ќе се плаќа часовнина, и она што е најбитно, на износот кој што ќе го добиваат, ќе се уплаќаат придонеси од задолжително социјално осигурување и здравствено осигурување во случај на професионално заболување или повреда на работно место. Значи, за прв пат во Република Македонија се дава можност
Секој оној кој што сака да работи и да стварува приход, без оглед на тоа колку ќе работи, дали ќе работи еден ден, дали ќе работи неколку часови или месец, да може на тоа да му се плаќа придонеси. Истото тоа важи и за пензионерите. Пензионерите нема да ја изгубат пензијата, а дури можност се дава и на вработени лица. Секој оној кој што сака да работи, може да работи дополнително, така да покрај тоа што ќе му се плаќа придонес кај работодавачот што работи и работодавачот кој што го ангажирал сезонски и повремено и тој ќе му плаќа придонес, а тоа секако дека ќе има влијание, нели, зголемување од придонес, особено за пензиско инвалидско осигурување, во иднина ќе има влијание за зголемување на висината на нивната пензија. Па добро, не само за пензионерите, за сите кои што затоа велам и вработени, и студенти, и невработени лица. Во поминатото многу од лицата и не сака, особено невработените, да се вклучат на пазарот на трудот затоа што се плашат дека ќе ги изгубат своите права. Нели, добиваат социјална помош, детски додатоци и друго, и секој приход кој што го добива, потоа тоа се одразуваше на губење на нивните права или намалување на висината што ја добива. Сега со овој закон тие нема да ги изгубат овие права и нема да се избришат од евиденцијата на невработените лица. Оние лица па кои што се евидентирани како навработени, ако примаат некој паричен надоместок, исто така и понатаму ќе продолжат да работат. Меѓутоа сакам да напоменам дека ова е само во одредени дејности. И тоа сакав да ве прашам. Ова што можам да го слушнам е дека вие буквално сакате да ја разбудите работната снага кај секој кој што се чувствува дека може дополнително самиот да си заработи и зошто да не е така доколку се чувствува дека е способен за работа. Во кои дејности очекувате најмногу да има примена законот за сезонско работење? Истражувањето и анализата кои што ги направивме предходно, пред донесувањето на законот, укажа дека во одредени дејности има најповеќе лица непријавени, а тоа се земјоделието, земјоделството, угостителството и услугите во домаќинството. Од искуството се покажало дека во земјоделието, кога има потреба од повеќе работници, некогаш и работодавачите нема начин како да ги ангажираат овие лица, така да, а во земјоделието најчесто работат пензионери. Така да тие да сака не можеа да ги ангажираат, па затоа се случуваше често пати на самиот систем наложуваше така да овие лица работат на црно. Сега за прв пат сите оние надничари кои што работат на разни земјоделски работи, а тоа се најобично пензионери, тие најповеќе се застапени во земјоделството, ќе имаат можност да работат и на тоа да им се плаќа дневница и да им се плаќа задолжително социјално осигурување. Исто така во гостителството, и таму има многу лица, студенти, млади, собарки, лица кои што издаваат објекти за сместување, како и во услугите во домаќинството, чување на деца, чување на стари лица, поправки во домот. Да ве прашам. Сето тоа знаеме дека во праксата се лица кои што работат на неформални работни места, незаштитени, со никакви права, со необезбедени права од работен однос и од работа, така да за прв пат сега сите овие лица кои што ќе се вклучат во процесот на работа, или кои што ќе работат по времена или сезонска работа, во овие дејности, ќе ги уживаат сите овие права. Ги споминавте оние работници во домаќинството, некако се најзастапени, а најмногу изложени, најмалку се зборува за нив, а присутни се и тоа како. На кој начин ќе може тие да си ги побараат своите права? Ги ангажира, да речеме, некое семејство. Што тие треба да побараат од семејството? Самиот начин на пријавување согласно законот за работно ангажирање дозволува сега како работодавач покрај правно лице, значи оној кој што е регистриран и кој што се бави со некој од овие дејности, значи за да може да ангажира лица повремено или сезонска, мора да се занимава со земјоделство и во законот точно се наведени кои се оние дејности, сектори во кои што сеење, производство на тутун и така. Меѓутоа законот дава можност да како работодавач да се јави физичко лице. И тоа кој е тоа физичко лице? Физичко лице може да биде земјоделец, кој што е регистриран согласно законот за земјоделство,
Меѓутоа, работодавец, физичко лице може да биде и лице кој што не се занимава со земјоделство, односно кој не е регистриран за земјоделец, меѓутоа обработува некое земјиште за своји лични потреби и за потребите на поширокото семејство. И во тие случаи и ова лице може да ангажира работник да работи согласно овој закон во точно уредена постапка. Потоа, сите оние лица кои што даваат соби за сместување, даваат разни гостителски објекти, меѓутоа кои што не се регистрирани како правни лица, и за нив законот им дава можност. И тука спаѓаат и лицата кои што бараат услуги во домаќинството. Самиот начин на пријавување на овие лица е електронски, значи направена е електронска пријава и одјава. Електронската пријава и одјава се наоѓа на сајтот на Агенцијата за вработување и кога ќе влезете во услуги, ве носи на сајтот на Агенција за вработување и таму се пополнуваат податоци. Значи и работодавачот физичко лице пополнува работодавачи и во таа пријава стои дали сте го запознале лицето, кое ќе бидат неговите работни обврски, кога ќе биде, колку часови ќе работи, дали сте го запознале со ризикот од работата. Значи сето она некои од работи што се предвидени во законот за работни односи и се пополнува таа пријава и се генерира потврда. А секој оној кој што сака да работи, да биде ангажиран, му се креира кориснички профил. Тоа е лицето кој автоматски ве води целиот сајт. Автоматски ве води целиот сајт и на крај се генерира една потврда. Таа потврда ја пополнува податоци на својот кориснички профил, пополнува и лицето кое што е ангажирано и таа потврда е еден вид како неформален договор за вработување, значи таа потврда се генерира и секој оној кој што сака може и да си ја испринта, да ја има во во писмена форма и во случај кога ќе дојде инспектор, кога ќе провери дали ова лице е ангажирано, тоа исто сакам да прашам. Како ќе се следи моментот на сите правилности да бидат, значи се да биде како што предвидува законот, да нема никоја неправилност, дали се ќе биде платено за тоа лице, како ќе може да се следи? Истото лице самото може преку корисничкиот број да си го следи статусот и каде може да пријави доколку забележи неправилност. Така да секој лице преку својот кориснички профил може да ги гледа сите податоци. Значи кога е пријавен, како е пријавен, на доместокот обавезно треба да се стави во таа пријава и потоа Агенција за вработување електронски ги праќа тие пријави во управата за јавни приходи, а управата за јавни приходи потоа пресметува придонеси за лицето. Доколку има повреда на овие права или не се плаќа на доместок, надзор на овој закон прави Државниот инспекторат за труд. Добро. Така да сите тие пријави, сите неправилности ќе бидат пријавени во Државниот инспекторат за труд за да може ова лице да биде заштитено. Да биде се испочитувано. Планирате и кампања за да може гласот да продреди целата држава, да се слушне за овој закон, што планирате? Да. Бидејќи законот се уште, мислам дека голем број на луѓе се уште не се информирани за законот, особено не се информирани во тоа во кои дејности може да работат, кога може да работат, начинот и постапката, се тоа што го говориме, планираме национална кампања, значи Министерството за економија и труд во наредниот период ќе започне со кампања. Кампањата ќе се состои во инфосредби, ќе се оди во сите оние градови по региони. Например, ќе бидат застапени градовите каде што има највише туризма, каде што има ресторани, угостителство, Охрид, Струга. Да, претпоставувам. Така, потоа ќе одиме во другите региони, во земјоделието, Струмица, Гевгелија, Кавадарци, така целата кампања е поделена по региони. Ќе има флаери, упатства, ќе има медиумска кампања, емитување по медиуми, така да све со цел за да може да ги запознаеме граѓаните, за да стане поблиску до нив законот и да разбудиме свеста кај сите овие лица кои што досега работеле на некој начин во сивата економија, незаштитени, некогаш се случувало да се повредат на работа, да не им се плати на доместокот, а бидејќи за тоа не поседувале никаков документ, не можеле да докажат дека работат, за прв пат сите овие лица кои што работат, да знаеме дека ги има многу и во гостителството, и во земјоделието, и во личните услуги, да може да се охрабрат, да се пријават и да ги остварат своите права. А сакам да напоменам дека законот дава поволности за работодавачот, значи секој оној што ќе пријави работник, ангажирано лице,
ќе плаќа придонеси по повластена стапка. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе плаќа помалку придонеси отколку кога лицето е вработено. Придонесот ќе биде 1/30 од најниската основица за пресметка на уплата на придонеси. Дали некој веќе почна да го користи? Па, мислам дека се уште не, има многу заинтересирани, се јавуваат за жал, да, кусо е времето, да, но да, меѓутоа има заинтересирани, се јавуваат и од страна на работниците и од страна на работодавачите. Значи, да се доврзам на ова што го говорев за придонесите, значи придонесот кој што ќе го плаќа работодавецот ќе биде негде околу 200 денари дневно и она што е најбитно дека тој нема да зависи од висината на надоместокот. Значи без оглед какава ќе биде дневницата, дали ќе се плаќа 1000 денари, 2000, 3000, вие ќе имате фиксен надоместок од 200 и нешто денари. Плюс на ова ќе се додаде персоналниот данок кој што ќе се плаќа на висината на надоместокот. Значи овие лица за работодавачот даваме одредени повластувања, значи помала сума на износот кој што треба да го платат и секако, нели, и поволности, работодавачот ќе работи во една законита постапка со точно уредени права, легално, нема да се плаши кога ќе дојде инспекција дека овие лица се непријавени, особено се јавува многу потреба, нели, во викенди кога има свадби, инвенти, тогаш во гостителството работодавачите имаат потреба од поголем број на работници од оние редовните, затоа што нели имаат повеќе настани и тогаш се дава можност да овие лица да се ангажираат, дали ќе се ангажираат на неколку часови, на неколку денови. Тоа се зависи од желбата и потребата на работодавачот. Добро, сега почнува законот и имплементацијата, посакувам доди со лесно, нели, да заинтересираме што повеќе и работодавачи, но и работници да се пријават. Се надевам дека понатаму ќе размислувате да го проширите во други сектори. Од тие други сектори имаат потреба токму од работници кои што ќе имаат и флексибилно работно време. Можеби не сезонско, но флексибилно работно време. Мислам дека и тоа како ќе биде од помош. Да, во повеќе сектори, ние сме еден од секторите, така што се надевам дека имплементацијата ќе значи проширување на секторите. Секако да дадеме можност да почне законот, да почне да се применува, да видиме каков ќе биде одзивот, а доколку има потреба, ние како министерство и како влада сме расположени да го прошириме и во други дејности, во однос на флексибилноста на работното време, во однос на некои нови форми, нестандардни форми на работење, веќе работиме во новиот закон за работни односи, кој што секако дека треба да се прилагоди на потребите на пазарот на трудот, на новите форми кои што се работат, значи знаеме дека повеќето многу луѓе работат сега онлайн, работа на далечина, ние го немаме тоа предвидено во нашата законска регулатива. Добро, се со цел да заокружиме се со цел будење на работната сила кај сите и се надевам дека особено кај младите дека ќе ги заинтересираме повеќе. Да вратиме нешто што порано беше дури и нормално дека додека студираш, и се очекува и е нормално и е убаво да се работи. Така, особено за студентите им се дава можност да работат и да им се плаќаат придонеси. Значи тоа до сега никогаш не постоела, немала таква законска можност, така да сите оние студенти кои што ќе се вклучат да работат повремено, сезонски, на тоа ќе им се уплаќа и стаж, значи ќе им течат и придонеси од задолжително социјално осигурување без оглед на тоа колку ќе работат. Дали ќе работат 5 часа, дали ќе работат, значи на дневна основа ќе се плаќаат овие придонеси. Благодарам за гостувањето. Благодарам и јас на поканата, ми беше задоволство.